Добро, значи во име на директорот во негово отсуство како негов заменик сакам да информирам јавноста во врска со вчерашниот немил настан и мерките кои што центарот ги презеде согласно своите надлежности. Ние, значи, работевме со свој тим кој што изврши увид, констатира одредени состојби и ќе донесе одредени мерки согласно законот. За таа цел, значи, ги повикувам членовите на стручниот тим слободно да први ќе ви образложа што се презеде, а после можете да прашате се она што имате намера да опрашате. Гордана Вилјановска, дипломиран педагог, член на стручниот тим во ЈУМЦСР Прилеп. Јавната установа Меѓуопштински центар социјална работа Прилеп за немилиот настан кој што се случи за смртта на двете новороденчиња беше запознат од страна на официјални службени лица од МВР на ден 16.1, односно во текот на вчерашниот ден, по телефонска дојава. Првично бевме информирани дека станува збор за смрт на едно новороденче, а второто новороденче близнак се наоѓа во јавната установа Општа болница со проширена дејност збор Катаревски Прилеп, каде што му се врши реанимација. По добивање континуирана соработка и комуникација со службените лица од МВР и по добивање на нивно одобрение од нивна страна, од страна на стручен тим при центарот беше направен увид во текот на вчерашниот ден, беше направен увид во домот на семејството во село Славеј. Од направениот увид беше констатирано дека во семејството има уште 3 малолетни деца. Беа утврдени условите во кои што живеат, односно сакаме да нагласиме дека не станува збор за екстремно лоши и нехумани услови како што вчера првично беше пласирано. Туку напротив, родителите имаат стамбените услови се релативно добри, односно има простори за живење. Единствено што им недостасува беше хигиената во домот. Значи, хигиената во домот не е на завидно ниво, зборувам за во текот на вчерашниот ден. Што се однесува во однос на грижата за децата, домот беше затоплен, значи за време на нашата посета во домот беше топло. Запален оган, дополнително топлување со греалица. Во за децата имаше обезбедено доволно храна, децата беа со уредна надворешност, значи облечени, соодветно облечени и беа во присуство на нивниот дедо под татко, кој што во тој момент се грижеше за децата, додека родителите во текот на вчерашниот ден се наоѓа по други институции. Од страна на стручен тим и денес беше во текот на утринските часови беше повторно извршен увид во домот со цел да видиме што се случува со ова семејство. Исто така беше забележано, беше констатирано дека во однос на хигиената од вчерашната посета денеска имаше големо подобрување. Значи во домот беше средено. Не станува збор, значи зборуваме дека во однос на вчерашната слика, денешната слика е многу подобра. Децата беа со дедото, згрижени, нахранети, значи ние констатиравме дека има доволно храна, има средства за хигиена, децата беа весели, расположени. Значи во тој дел не станува збор дека запуштеност дека. Да. Освен зборуваме дека недостасува одржување на хигиената во домот. Така. Исто така во текот на денешниот ден беше разговарано и беше спроведена советодавна работа со родителите, кои што за време на посетата не беа затекнати, значи денеска биле во Прилеп. Беше обавен разговор во просториите на центарот, родителите се спремни за соработка, значи од нивна страна постои расположение за понатамошна соработка. Тоа што можеме да го кажеме во однос на податоците кои што ги имаме и од нашата евиденција која што ја имаме,
Ова семејство во Центарот социјална работа се евидентирани како корисници на правото на родителски додаток за трето дете и го користат правото на гарантиран детски додаток. Дополнително, таткото остварува приходи од аргатска работа, значи работи тоа што ќе го најде за дневница, во однос на чистење на штала, цепење дрва, значи на некој начин се снаоѓа и го придонесува во однос на материјалните средства. Во наредниот период, тоа што Центарот ќе го превзема, е стручна советодавна работа со родителите во насока на подигнување на родителските капацитети, ќе се следи, односно по донесување на решенија за вршење на надзор на родителско право, ќе бидат наведени конкретни задолженија кои што треба да ги исполнат родителите и од наша страна ќе се следи извршувањето на тие задолженија. И до прашање, болницата велат дека причината за смртта е измрзнување. А велиме дека било така. Значи, вака, за причините за смртта да оставиме да да се покаже, да ги добијаме официјалните наоди. Ова што го кажуваме во однос на затоплувањето на домот, го кажуваме во моментот на посетата. Какви биле условите предходно, ние не можеме ниту да потврдиме, ниту да негираме. Значи, дали имавте вие некакви сознанија за ова семејство и каква е нивната психичка состојба на родителите? Бидејќи станува збор во случајов за 5 деца, двете за жал ги нема, 5 деца се. Така. До сега, значи, до Центарот немало никаква дојава, ниту од член на семејство, ниту од заедницата дека има некакви проблеми или дека семејството е во некаков ризик од било која основа на кој што Центарот е должен да реагира. Значи, никаква дојава. Единствено нешто користеле е родителски додаток и детски додаток и тие најнормално си го користеле со сите процедури, со обнови и така натаму. Значи, немало проблеми, нема информација доводе дека имало проблеми. Така, да дополниме. Кој беше, денеска ги видовте вие родителите? Видете, денеска неблагодарно и ние да изнесуваме во однос на нивната психичка состојба, мислам тоа стручно мислење треба да се обезбеди. Стручно мислење. Денешната нивна состојба и треба да е разбирлива, значи беа вознемирени во однос на тоа што се случува и нели денеска ќе следи погреб на новороденчињата, значи во тој дел не би сакале да навлегуваме. Мајката е вработена, работела негде? Не, мајката не е вработена, значи го користи правото на родителски додаток за трето дете и правото на гарантиран детски додаток кој што му следува, значи го остваруваат по основ, по закон. Секогаш живееле во Славе или се преместени? Тоа сакав да го напоменам, значи по нашата евиденција да први живееле во Прилеп, пред известно време тие се префрлиле во Славе. Се преселиле во село Славе. Значи, цела реченица во каде живееле прво и... Да. Значи, според нашата евиденција, ова семејство е моментално со престојувалиште во село Славе од пред неколку месеци, а адреса на живење предходно пријавена како постојана адреса на живење и адреса по лична карта е во Прилеп. Кои биле причините за тоа што се одселиле? Најверојатно, не знам, некакви нивни... Славе и татко... Не знам, до толку детално не. Ова е од Славе и вујко ја држал куќата, почна да се... Значи до толку детално не. Дали вие како институција, со оглед на тоа дека остварувале право на додаток детски, имате обврска да го посетувате домот или тоа право корисниците го остваруваат со поднесување само на документи, ајде да не речам на папири, во кои што само се поднесува барањето и слично? Не, имаме обрасена еднаш годишно да го посетуваме. Чекај, се че кажем ние, Значи, тие со барањето на правото докажуваат условите, после тоа и Центарот има обврска, мислам дека има и записници, дека е после. Кога е направен последниот? Не се сеќавам точно, треба да ги најдеме во евиденција. Не знам, меѓутоа, значи последниот увид е направен на адреса во Прилеп. Ние немаме известување, нивно известување дека го промениле местото на живење. Значи, ние сега дознаваме дека е таму. Во Прилеп, документот во Прилеп допишни во покажа.
За какво домаќинство станува збор, за какво семејство? Ризично, не ризично. Не, нема никакви сигнали и назнаки дека има некаков ризик. Значи ниту од член на семејството, ниту од било кој е пријавен некаков ризик или некаков проблем на кој што центарот е должен да интервенира. До сега. Кава е возраста на раздјавен? А дечината Нема е место. колка се? Другите деца се на 4,5 возраст, 3 годишна и 1,5. Како? 4? 4,5, 3 и 1,5. И сега тие се децава каде се наоѓаат другите Децата деца? се наоѓаат во домот, во моментот се, значи, и дедото е Дедото тука, биваат. да. От имаше информација Информација дека дека ќе центарот биде одземено родителското право. значи, Се додека не добиеме, се додека не стигне извештајот од обдукцијата, со кој што ќе се утврдат причините за смртта, дали станува збор за немил настан или нешто друго, центарот не може на своја рака да презема се. Значи ни треба аргумент. Меѓутоа и одземањето на родителското право им предходат други Процедури. механизми, други процедури кои што ние ќе ги вршиме, значи тоа е предупредување и надзор, постојан надзор над вршење на родителското право, значи напомнав со конкретни задолженија и контрола од наша страна дали тие задолженија ќе бидат извршени. Доколку се утврди дека не се постапува по тие задолженија кои што им се дадени со официјален документ, Кои се тие задолженија? Што треба да прават сега тие? значи во моментов зборуваме, станува збор за подобрување на условите за живот, односно на хигиената. Секако ќе следат задолженија кои што се однесуваат во однос на грижата, на здравствената состојба на другите деца, нивниот развој, понатаму, значи ќе се однесуваат во однос на вршењето родителското право и извршување на родителските обврски на трите деца кои што се во моментот во семејството.